velikomašenikov, ono koji, ne želeći kroz svoj život, više predane golemi maki, no su vera u Hrista, ispovedna vera koja treba site nije da ja imame, da živeme su ne. Novoj dej se praznova prenosu majstveno moštite na Sveti Georgi od Nikolidija u gradu Lit Palestinske, kada što postradao u vremenu na caru Dioklecijana. Stradanjето нови прекраси светителе е опишено на 20 април, т.е. кога е ставано нашиот празник Ѓурѓовден. През својата смрт Свети Горги озвамил своја слуга да му го земе телото по смртта и да го пренесе во Палестина, од каде што била и мајка му и каде што има голем имот кој го радал на сиромасите. Слугата така и направи. Во времето на царот Константин во Лит бил созидан прекрасен храм на Свети Георги од страна на побожите христијани, па при осветувањето на тој храм светителовите мошти биле пренесени во него и овде биле погребени. Безбројни чуда се случиле од чудотворните мошти на Свети Георги, Христовиот великомаченик. Ако внимателно го слушате Светото Евангелие, кој денеска се чита на преносот мощите на Свети Георги, каде што на видлив, објектив и многу јасен начин Господ ги опоменува луѓето, сушност ни кажува за крајот на времињата како ќе биде. Меѓу другото, во денешното Евангелие се вели луѓето ќе умираат од страх од се она што ќе се случува во светот. Јас често пати покранал кога беседам за темата од празникот, денот или разни теми, претежно се обраќам на народот, без разлика колку нека во црква и секогаш каде се најдам, дали со еден човек, дали со двајца, на разни род го терат во погибел, во пропаст, а борбата во светот, суштост на оние што се против Бога, а се представуваат дека се христијани, а суштост се слуги на сатаната на ѓаволот и која цел е, значи главната цел е да се стави чипот во десната рака на секој човек. Преку разни намерни и ценирани војни, каде што раздебитуваат цели држави, прекрасни држави и народи кои што живеат во мир, они прават таму беззаконие војни. На нив ништо не им е свето, за нив ништо не им е жал. Оние кои влада со светот, јудеомасоните, за нив сите оние кои не се нивен род. Насилот за нас е гој, што значи у превод животни. И жртвите кои се случија сега некој ден во Париз, кои убија луѓето невини, тоа на нив, верувате, ни малку не е грижа. Но целта е да создава страх кај луѓето во целиот свет на несигурност. А погледнете логичните зборови, ништо нема да мудруваме. Колку е моќна Америка, како ти не одружани Англија, Франција, Германија, Италија, западните земји, но тие земји се во раце на сатанистите, на слугите на ѓаволот. Они само ласно се представува дека се
muslimanskog sveta. Ni krivi, ni dužni, ni hristijanite, ni muslimanite. Na njih, koga bi oni bile istinski hристияни, a po procenti na sekoj 5 minuti pojedin hристияни se ubiva u arapskite državi. Na njih, ako im je za nešakosobni hристияни, oni bi ги branili hристияните. Но погледнете они што прават по светот. Као дека се страна на правда, слушност, они се страна на неправдата. Седе прават зло. Значи, сето тоа се чини и се прави, за да се стави чипот во десната рака или во начелото, како што е предскажено во Светото писмо. А Светото писмо, Библијата не е пишувана пред 10, 20, 200, 300, него пред 2000 години. А во Библијата се неголемите мудрости, но и предскажено се она што ќе се случува во последните времиња. Колку, дали сме моćни, силни, ама без Бога джабе и се да се има, но кога сме против Бога, човекот не е ништо. А и Господ, и другото, и многите знаци кои предскажа за времињава, покрај тоа што ќе има големи зла, неволи, или ќе има голем напредок кај луѓето економски, наука, се. Ама сето тоа нема да служи на човекот, ќе биде против човекот. И самите сме сведоци дека иако се имаме, се ни е лесно на думе, ние немаме мир, изгубиме духовниот мир, духовниот спокој. А тоа е она најважното што треба ние да го имаме. Кога човек е радосен во душата и срцето. А за да биде радосен и во душата и срцето, треба да сме со Бога. Треба да е целиот човечки род со Бога. Но за жал, они што се против Бога и кои веќе власта е дадена на ниво светот, они прават се да биде полошо и полошо за нас луѓето. Но, да скратим, тоа е широка тема, многу треба се зборува, но оние што веруваат и оние што сакаат да случува душата, која е суштината, што треба да правиме? Да веруваме во Бога, да се молиме на Бога. Бог да не крепи и дава сила во времињата кои се пред нас, а времињата пред нас, кој што кажа, не го спорам јас од мерак и што уживам и нешто да измислувам, самите сте сведоци. И она што го кажувам, не го кажувам од мене, него она што го кажува Светото писмо Библијата и светите оци, оние оци кои својот живот го посветиле на Бога и кои од Бога се славени, а и славени и од нас луѓето од денеска, како што е Свети Велико Мачеви Георги. Нека на помош, значи наше да се молиме на Бога и да бараме Бога да не сочува во времињата кои се пред нас, да сочуваме душата. Борба во светот е борба за душата на човечкиот род. А па ќе кажем уште еднаш, целта на сите овие беззаконија кои се прават во светот е ставање шипот на раката или на челото, тогаш човекот нема да биде со име презиме, туку со броеви како животно. Значи, тоа е нивна цел, пробување и владење. А кога веќе, ако со тоа прават, као да се заштитиме од терористи, од ова, од нив поголеми терористи и убици, тие што пруват со големите држави, нема. Тоа се лажни христијани, лажни демократи, лажни човеколюбци. На нив ништо не е свето, бидејќи се не се со Бога, се против Бога и против човечкиот род, претежно против нас, христијаните. На помош дека не се ти дојде. Pristupite